Тема подеднакво актуелна, за која што многу прашина се крена, особено на социјалните мрежи, со реакциите на скопјани откако забележаа лисици на различни локации во градот. Постои ли ризик безбедносен во однос на граѓаните, но и во однос на домашните животни? Го прашуваме соговорникот кој што го имаме во студиото 3 на Македонската телевизија, Војо Иванов. Добро утро, добри дојде. Добро утро, меѓу прашинава. Ќе ги прашаме подоцна и ветеринарите. Војо, актуелна тема, за која што кога се јавивме на телефон и ти сконтактиравме да не дојдеш во студиото 3 на МТВ, кажа, па немам и многу што да кажам на темата, на вистина без грижа треба да бидат граѓаните, но не е така на социјалните мрежи. Па ајде така да започнеме, што ги носи дивите животни во урбани средини, особено лисиците? Каде лисици во Лисиче се појавиле? Не само во Козите Лисиче. во Козле или Волково во волците во Волково? Веројатно заборавивме дека природата е секогаш околу нас. Населбите всушност половина од нив ни носат и имиња токму на ваквиот див свет. Сега ако во последниве години малку повеќе се изолиравме од целата таа природа и се префрливме виртуелно каде не дели на клик, шер, лайк и слично, веројатно природата сега во моментов не подсетува дека секако постои околу нас. Тоа се случи во времето на ковид мерките за заштита, кога се случија нели оние карантини. Дел од животните, веројатно и природата општо се рехабилитираше од нашето влијание. Ми се случува да и самиот се изненадам колку многу ги има, но и некои од луѓето, особено скопјани, кои што во градскиот парк, да речеме, знаат да забележат едни многу интересни гулаби гривнаши, кои што се шумски гулаби генерално, не се за во така урбана средина. И знаат да ги фотографираат и да речат, леле, не сум видел ваква птица досега. И ми праќаат нели слики за да ги идентификуваме но веројатно тоа се случи во тој гап кога метежот во урбаната средина го снема за кратко. Некои од птиците, од животните веројатно мигрираат, дојдоа и ова е една нова популација која што можеби во Скопје претходно не беше толку актуелна или присутна во вака урбана средина и сега веројатно и самите тие се адаптираа полека на метежов кој што повторно се врати. И ете ги сега одскоро ги има, да. Но пак ќе речам, ако и дадеме шанса на природата, таа ќе се обнови секако. Станува ли збор можеби за нарушен екобаланс или недостиг на храна во нивните природни живеалишта? Па искрено мислам дека тоа мора да се направи со една убава анализа и не е туку така да го истресеме од ракав, нели, во целава оваа прашина која што, како што кажавте, нели, дека постои во моментов особено на социјалните мрежи, но мислам дека генерално нашето присуство повеќе во природата веројатно резултираше и со природата да дојде во урбаната средина од една страна, од друга страна мене искрено многу ме радува што воопшто се забележуваат мечиња дури во селата што влегуваат, иако знам дека кога си селанец, нели децата ти шетаат по селото па и мечки веќе тука некаде, веројатно не е пријатно, значи морам да признаам, но тоа кажува дека до некаде и природата можеби и полека се рехабилитира. Колку повеќе ги сретнуваме, толку значи дека треба да им се радуваме бидејќи сме вратиле, како што реков, до некаде тој екобаланс. Има ли простор за грижа во однос на здравието на граѓаните? Видите, тоа е исто комплексна тема, но јас би рекол не остварувајте никаков контакт со таа дива природа, особено не директен или близок. Иако изгледа симпатично и можеби некои од луѓето нема да очекуваат дека јас или активисти за животни ќе ви советуваат бегајте односно не ги хранете лисиците, не ги повикувајте, не си ја барете белјата. Но тоа е навистина така, сепак се диви животни, тие мора да останат во одредена нивна зона, но тоа не значи дека нема да ги почитуваме. Значи, ако ги сретнеме во урбана средина, луѓе ги фаќа паника. Вие само треба да останете смирени, тие секако дека ќе се уплашат повеќе од вас и ќе си побегнат, но не ги прихранувајте, не ги мотивирајте повеќе да седат во нашава средина, бидејќи е бизарно да живееш веројатно во ваков бетон. Па да, секако, што е со граѓаните кои што имаат домашни миленици, треба ли да бидеме загрижени за оваа ситуација, бидејќи
се спомена и моментот со беснилото, што е секако реално. Апсолутно, да, грижа. апсолутно. Значи, пак ќе кажам, кучиња, особено мачки, знаат да бидат територијални или да се бранат својата област, веројатно ќе мора да внимаваме повеќе, доколку еднаш ги забележите, водете повеќе контрола, не ги оставете туку така надвор и особено внимавајте со храната. Храната, особено на мачките, или знаат луѓето да ја оставаат во дворот, тоа и како ги мотивира лисиците да доаѓаат и да се врткаат тука околу куќата, но пак ќе кажам, се доколку нели се држиме на една безбедносна дистанца и од неколку метри, тоа нема да е страшно. На периферијата на градот има граѓани кои што во своите домови чуваат и живина. Да, тоа се случува често, да веројатно тука повеќе фактори може да влијаат и мора да ги заштитиме. Една модерна верзија и не толку скапа, иако звучи вака страшно и чудно, но електрична ограда, односно тоа се едни мали апаратчиња кои што ги користиме и во зоолошки градини, кои што прават една дистанца со дивиот свет, значи буквално една тенка жица која не се приметува многу, не е некоја струја која што е страшна и не знам како оштетува, но дава еден сигнал кој што животното не му е пријатен, се повлекува и знае дека таа жица за него е болка или проблем, нели, еден импулс кој што ќе го оттргне на страна, тоа може и како добро да ви помогне. Не користете отрови, хемикали, што ќе ги прскате по дворот, пошто ако имате двор, поготово на периферија, значи дека садите, одгледувате други животни, ќе се испоотруеме луѓе. Не го правете тоа. Ајде да видиме што велат и ветеринарите, може? Го имаме Мартин подготвен за второто линковско вклучување со луѓе од Фелата. Мартин, што велат ветеринарите? Има ли простор за загриженост? По појавата на лисици во населбата Козле во Скопје, утрово разговараме со професорот Игор Џаџовски од Факултетот за ветеринарна медицина и раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна, за да прашаме дали има опасности за луѓето од појавата на лисиците. Професоре, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. Ајде на почеток да ја расчистиме дилемата на граѓаните. Дали присуството на лисиците во урбаните средини може да представува опасност за луѓето? Најпрво добро утро и на вас и на граѓаните. Па секако, кога станува збор за лисици, станува збор за диви животни. Не можеме да кажеме дека тоа не може да представува опасност. Меѓутоа исто така опасност представуваат и оние, знаете, кучиња, скитници, мачки скитници, сите оние животни кои што немаат собственик. А во овој случај станува збор за диви животни кои што не се припитомени, нормално нивниот инстинкт никогаш не можеме, односно однесување не можеме да го предвидиме. Професоре, на што се должи појавата на лисици во урбаните средини? Дали можеби за тоа влијаат климатските промени или пак губење на нивното природно живеалиште? Видете, тоа е тренд, се разбира дека урбанизацијата го игра главниот збор во оваа појава. Не сме изолиран случај, тоа се јавува насекаде во светот. Меѓутоа, таа урбанизација особено е како кај нас во Скопје, каде што имаме во близина места кои што се природни нивни живеалишта, како што е планината Водно, па и околните планини. Тоа е процес кој што може да се очекува. Се разбира дека дивите животни, вклучително лисиците, се плашливи животни кои што во принцип ги избегнуваат средините со луѓе, меѓутоа веќе долготрајниот процес, нели, навикнување полека тој живот помеѓу луѓето и дивите животни ги доведува во една симбиоза, во една заедница, така да не треба да не зачудува ваквата појава. Како граѓаните можат да се заштитат во случај на појава на лисици во нивните населби или пак дворови и кога лисицата би можела да стане агресивна и да нападне? Така, како што кажав и пред малку, во принцип, тоа се диви животни кои што по природа се плашливи, тие се во принцип ноќни животни, односно ловат навечер кога имаат поголема шанса, нели, да го уловат нивниот плен, меѓутоа присуството на храна која што е на дофат, а која што не е тешко да се добие, како што се разни отпадоци во урбаните средини, нели, ги поместува овие да речам нормални однесувања и затоа во принцип не представува опасност дека лисицата ќе го нападне намерно со намера човекот, меѓутоа, како што реков, не може да го предвидиме нивното однесување и затоа луѓето најдобро е да не влегуваат во контакт со самите
лисици, доколку ги забележат, треба да имаат една безбедна дистанца, да не се обидуваат да ги примамат, да ги галат, иако може би имаме некое, да речам, разбирање како дека тоа се мили животни од приказките кои што ми ги слушале како деца, сепак тоа се диви животни и треба да бидеме внимателни, особено ако имаме деца или ако имаме миленичиња. Треба да бидат под наша контрола, значи по поводец и да не се дозволи да има близок контакт. Професоре, лисиците може да пренесат болести како беснило, но и други болести. Што во случај доколку дојде до таква ситуација лисица да нападне некого, како да се превенира, каде граѓаните треба да се обратат? Така, значи во принцип беснилото е главната причина, вирусот на беснило е главна причина која што може, тој директно влијае на нервниот систем и ги пореметува оние нормалното однесување и може да предизвика, односно главен ефект на пренесувањето, односно причина е токму тоа. Меѓутоа, за среќа, веќе еден полог период во Европа, па и во нашиот регион, беснилото се смета за искоренето. Единствено сега опасност представува војната која што е во Украина, која што предизвикува движење и на самите животни, не само на луѓето, па имаме случаеви кои се пријавени во Полска и во Романија. Нашата држава и преку Агенцијата за храна и ветеринарство се превзема мерки така да се предвидува, по моите информации, значи предвидена е повторна орална вакцинација на дивата лисица, која што е главен вектор на пренос на оваа болест. Кај нас последниот случај на беснило го имаме регистрирано во 2012 година, кога го почнеме за прв пат, кога почнеме кампањата за вакцинација кај лисиците, и од тогаш немаме случај. Така да, во принцип, би требало да сме од таа страна сигурни, од друга страна задолжителна е вакцинацијата против беснило на домашните миленици. Меѓутоа, во случај на контакт, каснување, гребење на лисица, дали на човек или на домашно милениче, секако треба да се прво информира, ако станува збор кај луѓето, значи да се посети матичниот лекар и се разбира да се побара медицинска помош, а во случај на напад на животни или да се примети чудно однесување на лисиците, лигавење, умрена лисица, секако не сме да се допира. Треба да се јави, да се информираат Агенцијата за храна и ветеринарство, кои што со своите значи со луѓето на терен ќе изреагираат и ќе превземат сите потребни активности. Професоре, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Утрово Македонија научи. Кристина, разговаравме со професорот Игор Џаџовски од Факултетот за ветеринарна медицина и раководител на Националниот институт за ветеринарство и храна и ги чувме неговите совети како да се постапи при контакт со лисици и дали тие представуваат опасност за граѓаните. Кристина? Благодарам, Мартин. Ние продолжуваме на истата тема овде во студиото. Застанавме кај блискиот контакт. Каде може и како да пријават граѓаните? Имаат ли механизам во моментот? Веројатно да, они најчесто се обраќаат на социјалните мрежи, медиуми, испраќаат слики, снимки и веројатно тоа ја направи целата паника. Пак ќе речем, доколку вие се фокусирате повеќе на тоа дека децата ги едуцираме, многу убаво си го опиша докторот претходно. Значи буквално се стои тука некаде околу нас, само не ги користиме алатките. Доволно е на децата да им кажете дека тоа не е ништо страшно, но сепак треба да ги почитуваме и да не ја допираме таа дива природа. Во училиште се учи за диви или за домашни животни, за домашни миленици. Додуша ја најдов да се правам паметен за тоа. Ама во секој случај она што го правам јас или луѓе како активисти или луѓе кои што се наблюдувачи на природата, научници, биолози, тоа не е нешто што на YouTube може да го гледате, дека некој се гали во Африка со лавови и вие ќе бидете тиктокер што се гали со лавови во зоолошки градини. Значи тоа не го правиме во регулар тајм, значи во реално време, тоа не би требало да се случува. Истото ќе се случи и со лисици, со волци и со мечки. Значи проценете го ризикот. Вие не излегувате од автомобил ако видите мечка на автопат за да ја сликате, за да имате добро стори на Инстаграм. Значи таа ќе ве нападне посекако. Ќе ве нападне заради тоа што вие влегувате во незиниот дом. Тоа исто се случува и со луѓе кои што хајкаат по природа. Значи планинарат и тоа е добро, нели? Затоа ќе видите во свет сега на реално на интернет, абе се излигави беснило да немаш. Си
символично донесов полжав, заради тоа што нешто требаше да донесам, пошто верувам дека ова не е баш пријатно од сапајле да се гледа доволно. Забранете, затоа. И викам, топло е, ќе донесам нешто вакво символично, бидејќи во Македонија уште 20 години да ги повторуваме овие работи, многу споро ни се движат, викам, полжав е идеалното животинче за денес, ама и воедно подсетување дека децата треба да ги учите, еве и за ваквите. Еве, гледаш, ти ме праша пред малку, а кај му се учите, а кај јаде, тоа се многу основни и многу искрени и чисти прашања. Може и да го дадеме, ќе го замолам колегата, ајде ви ќе се тргнеме малку од темата, ќе се навратиме. Чекај, на која имаме полжав, ова е африкански полжав? Добро, да, не е битно, полжав е, да. Добро, да кажеме каков е. Полжав е, ма чистеве за да видат. Многу поголем од регуларните кои што може да ги забележиме низ градот. Ке се види колкав е, да. Во суштина пак ќе речем, ако вие на децата им кажете дека секое живо суштество треба да се почитува, без оглед дали е полжав, буба, мара, црвче, нешто што живее во водата, во земјата. Значи, на тој начин вие ќе создадете емпатија кон природата. Така и тие повеќе ќе ги почитуваат и лисиците, и волците, и мечките кои што ќе ги видат, или рис ќе му се радуваат ако воопшто се размножил. Ама знаете како, ние во текот на годиниве што измина, заборавивме дури на тој нашиот простор. Вие влезете во автобус и видите како секој еден ви влегува во таа ваша среда. Тоа ви е една загарантирано право, нели, кое што вие треба да го имате. Ви влегуваат во лицето, ви дишат. Ние така се однесуваме и кон природата. Ние влегуваме брутално, бидејќи таму нема некој чувар, нема некој кој што ќе пази во природата и ние буквално се однесуваме како да е тоа наша, нели. Што подразбира грижата за еден полжав? Сериозно, само и од храна и од... Во принцип не се многу захтевни. Може да се чуваат и во пластичен контейнер, и во терариум, се хранат со... Стварува никаква врска со оној кој што го чува? Сега чудно прашање. Не. Некои дели животни кои што немаат некоја бонд релација, ама се супер за децата. Пак ќе речем, некое вакво нешто ситно мало дома во терариумче, во аквариумче, како домашно милениче, и така ќе создаде една поголема емпатија, пак ќе речем, кон природата општо. Не случајно прашувам, имавме врнежи од дожд вчера, ќе ги имаме и денеска, ќе излегуваат, па може еве. Затоа реков, внимавајте дури на ваквите. Значи ќе го видите на улица, преместете го, бидете добар пример за децата. Ја верувам во таа джензи генерација дека ќе не оправи, бидејќи нашава го направи ова како продукт, веројатно ја утавме одавна работата. Не заборавајте дека еве и луѓе, неколку пати сум го спомнал тоа, истото ќе го кажам, скијаат. Нели? Добра. Тие ски патеки не се прават по пат на природата таму. Нели? Човекот влага брутално во шумата, ја отсекува во еден дел, носи огромни трафостаници, носи електрична енергија до горе, пали рефлектори за ноќно скијање. Луѓето се радуваат, се сликаат, фенси е, нели, скапо е некаков статус символ, но не заборавајте дека таму животни луѓе, таму животни живеат. Сега вие ќе го направите сето тоа, што мислите каде одат животните? Тоа сакав да прашам, колку урбанизацијата може би придонесе за целата оваа приказна? Видете го водно што му направивме. Да му влеземе и под него да направиме некој тунел. Каде очекувате дека тие животни ќе завршат, нели? Се чудат луѓе на бувшен, наместо да им се радуваме дека постојат, пошто да речеме тие прават и пест контрол, нели? Ги јадат стаурците, ги јадат глувците кои што се и по полињата. Вие имате во група земјоделие кај што викаат, тоа е лош знак, утепајте го, отрујте го, избркајте го, нели? Многу покажавме во последниве години дека многу можеме да бидеме лоши, клети можеме да бидеме македонче. За жал и глобално е така, не само кај нас. Види, и не е толку глобално. Еве, одскоро се вратив од Виена, на враќање поминувам од зоолошката и ме потсетија на една многу убава табла кај што вели во пролет овде во зоолошката, бидејќи блиску до парк, може да видите змија како поминува, ги кажува кои змии, можете еже да видите, можете бубамари и кажува колку се тие добри за нас луѓето. И тоа мислам се сетив дека кај нас тоа не постои како тема. Кај нас се што е различно нели а дошло во градов треба да се утепи или отстрани. Во тој контекст зошто и колку се добри лисиците? Апсолутно, тие се дел од тој синџир во природата. Добра. Значи, тие припаѓаат таму, факт е. Но можеби во моментов поголемата бројка
Тоа е број 1. Можеби урбанизацијата во природата, нели, човекот како што навлага ги наведува на тоа да дојдат во градовите, но пак ќе речам, тоа не значи дека ние ќе ги прихрануваме во градот за да ни доаѓаат, тие сепак припаѓаат таму негде подалеку. Тука е злото, тука така, живее злото. И кажавме што треба да правиме, што не треба да правиме, што ги провоцира, ајде да кажеме, што изнудува реакција. Убав пример даде Кристина, значи во приградските населби многу често се чува живина. Тоа апсолутно не може да го заштитиме, да не ги провоцира за да дојдат поблиску до нив, освен како што реков, веројатно електрична енергија да ги кренете во некој кокошарник кој што ќе биде малку повеќе како кренат, нели, над земја, или барем како некој волиер или кафези кои што ќе бидат потешко достапни за лисиците, кокошка и така сака да спие на високо, нејзе ќе одговара тоа, ако е подигнато од земја, лисицата ќе се држи страна, но веројатно друга работа е храната. Пак ќе речем, луѓето знаат да оставаат храна за мачките, уличните, тоа е супер работа, ама ако веќе забележите лисица, не го правете тоа. Тоа истото се случува во Америка со ракуните, со нели исто и таму имаат лисици. Така да тоа е нормална појава во светот, само што кај нас веројатно природата, пак ќе речем, ја заборавивме низ годиниве, па ни е чудна. Нема простор за грижа, но да бидеме внимателни. На секој детски роден ден јас велам, плашете се од луѓе, тие знаат да глумат дека ви се пријатели. Животните кога не ве сакаат, тие тоа ќе ви го покажат. Во 2 минути морам да прашам, високи температури имаме, зборувавме пред 8 часот за тоа колку треба ние граѓаните да бидеме внимателни на овие високи температури. Што е со домашни Мислев ке извадиш уште нешто. Време е за работа. Да, апсолутно. Ете, во контекст на заштитата. Шеширот, сонцето за луѓето, пите многу вода, ама да не давам совет за луѓе. За домашните миленици, црните и многу кучиња кои што имаат набори околу лицето, и како да внимаваат, само по 2 прошетки доволни. Сабајле и навечер кога ќе залади, не давајте веднаш вода, но тоа не значи да ги редуцираме во водата, но малце нека се стишаат со дишењето, нели она забрзано дишење, и потоа дајте им некоја собна температура на вода. Сите оние останати миленици како мачки самите си знаат, не јадат, редуцираат со храната, повеќе јадат навечер. Веројатно птиците сега се митарат, давајте им бањарки, се закачуваат на кафезите од страна или прскајте ги со прскалка. Не ги оставајте многу надвор, бидејќи повторно имаат контакт со диви птици, а тоа е еден висок ризик. И гуштерите, змиите не толку, ама гуштерите и како, нели, се печеш како гуштер, логично. Како и јас, мене летото е мој период од годината. Благодарам многу за гостувањето во Македонија наутро. Ни останува темата со Миленик на пат, но тоа за следно гостување во утрешната програма. Благодарам Војо за гостувањето. Без грижа, грижете се за своето здравје, но бидете внимателни овој период и доколку излегувате на отворено за оние кои што имаат домашни миленици, а во однос на лисиците нема простор за грижа, но сепак отворете, народски кажано, 4 очи.